Почитувани, повеќе од 2 години локална власт на СДСМ, повеќе од 2 години не работа и не грижа. Повеќе од 2 години лаги и измами, урбана мафија, непотизам и партизација. Со СДСМ нема нови проекти, нема нови инвестиции. Со СДСМ има поскапи сметки за вода, поскап паркинг, само с големени давачки. Нема изградба на катни гаражи во централното градско подрачје. Охрид не доби современ градски кеј, додека пак пристаништето се распаѓа. Нема ништо од новиот лик на плоштадот Крушевска република. Нема доградба на постоечките детски градинки и нови фасади на детските градинки. Нема ни трага од 4 спортски сали во основното училиште Кочорацин, населба Радојца Новичик, Основно училиште Братство и единство, Основно училиште Ванчо Николевски Лескоец и Општинското угостителско туристичко училиште Ванчо Питошевски. Нема изградба на спортска сала и реконструкција на тоалетите во Основното училиште Свети Климент Охридски во населба Дајлан. Нема изграден регионален центар за обука на наставен кадар во соработка со МОН во училиштето во село Трпејца. Охрид остана без нов здравствен дом. Нема детски културен центар, ниту младински културен центар, ниту изградба на нови современи детски игралишта. Охрид остана без нов театар. Нема модернизација на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори. Охрид остана без затворен спортски базен, но и без затворен зелен пазар. Нема ништо од спасот на студенчишкото блато и заштита на езерскиот екосистем. Не е решен проблемот со бездомните животни. Нема агроцентар и изградба на фабрика за отпад. Нема комплетно инфраструктурно уредување на улиците Аба Семин и Железничка. Нема реконструкција на улиците Јане Сандански, Прва македонска ударна бригада, македонски просветители и 7 ноември. Нема марина на постоечкото пристаниште во Пештани. Нема трага од гасификацијата на Охрид. Долга е листата на нема со СДСМ. Единствено што успеа да направат се бројните дивоградби и да го загрузат статусот на Охрид под УНЕСКО. Се што вети СДСМ не оствари. СДСМ и градоначалникот Константин Ѓоргиевски покажаа дека не знаат и немаат способност да ја раководат општината. На Охрид и Македонија им е потребна обнова за крај на измамите, криминалот, корупцијата и лагите. Ви благодарам.